Битолското обвинителство нема добиено ниту кривична пријава, ниту известување за злоупотреба на деца за политички цели од установата Мал Битолски Монмартар кои биле на средба со бугарскиот председател. Дека се води таква постапка, вчера информираше министерот Спасовски, кој рече дека очекува обвинителството да побара дополнителни насоки за испитување на случајот. Процесното действие кое што стоеше на располагање на секторот за внатрешни работи во Битола е да се поднесе известување до јавното обвинителство во однос на овој случај и очекуваме да видиме дали јавното обвинителство ќе даде одредени наредби за прибирање на соодветна документација. Од МВР попладнево информираа дека известувањето било испратено до обвинителството на 17-ти, а за да нема проблема во комуникацијата денеска повторно било доставено. Целиот случај од културната установа го сметаат за хајка. Велат во време кога двете држави имаат нарушени односи, Мал Битолски Монмартар има добра соработка со Бугарија. Негираат дека децата биле злоупотребени во политички цели и дека нивните родители не биле информирани дека за време на посетата ќе имаат средба и со политичари од Бугарија. Со кој мислите вие дека деца се запознаваат 55 години ни селфито се со своите другарчиња? Кој нас не прими во УНЕСКО? Председател на УНЕСКО. Кој не прими во Европска унија? Кој не прима во сите колонии од Конг до Португалија? Градоначалник, министер, председател. Зошто само Бугарија е проблем? Ние безме кај нашиот председател Стево Пендаровски. Зошто само за Бугарија се активира злоупотреба политичка на деца? Не знам како е формулирана воопшто. Од детската амбасада Медјаши ги повикаа институциите да преземат мерки заради вклучување на македонски деца во политичка кампања на странски политичари. Според Змијанаци, децата требало да бидат прашани дали се согласуваат да имаат средба со Радев и заедничка фотографија. Ова е тенка граница на културата и уметноста да излезе за политички маркетинг. Не сакам да мислам дека станува збор за смислена индоктринација на децата или пак да бидат ставени во контекст на злоупотреба до таа цел да родителите не биле информирани точно што се случува со посетата во Бугарија. Јас не знам што бугарските политичари му објаснувале на децата и зашто ќе се залагаат за македонските деца, но повторно велам се додека на децата јасно не им се даде до знаење каква цел е посетата, со какви намери тие да се свесни за таа задача што ќе извршат таму или пак доброволно сака да дознате што повеќе е инструментализација на децата за политички цели. Инаку престојот во Софија на младите уметници од Македонија е финансиран од бугарскиот бизнисмен Милан Врабевски, кој се јавува како финансиери на бугарските клубови во земјава. Во меѓувреме информацијата за можна постапка за посетата кај Радев предизвика бура политички реакции во Бугарија, главно од поранешната министерка Захариева и Красимир Каракачанов, според кои македонските власти постигнале ново дно и нескриена омраза кон Бугарија. Зоран Јаневски, Сител телевизија.